Како може да бидете толку сурови? Каде е вашата човечност? Немате ли никакви вредности, а? Ви интересираат само парите, така ли? Навистина ме трогна, да ти кажам. Ама не сум ја таа што треба да зема часови по морал. Мислам дека ова прашање треба да им го поставиш на мајка ти на баба ти. Ве молам, престанете да зборувате вака за нив. А мајка ми ве знае како пријателка. Па јас сум и пријателка и го решавам проблемот, не? Штом твоето семејство е толку важно за тебе, и ти жртвувај се за нив. Напушти ја таа куќа и спаси го семејството. Инаку на сите ќе ви биде многу жал. Воопшто не ми се допадна оваа табела. Уф, потребно е многу да направиме. Ѓоркем душа? Добро што дојде, можеш да си одиш. И јас ти се јавив, но не ми одговори. Имам прекрасна вест за тебе. Суде, може ли да излеземе некаде ако немаш работа? Што ти е, Ѓоркем? Да излеземе па ќе разговараме, да не зборуваме овде. Во ред, душо, ајде да одиме. Не го довршивме разговорот, Ѓулен. Размисли ли? Што велиш? Се уште си со мене во оваа тајна операција со мебел за деца? Да. Барам додека и да ги изложим. И така остана уште недела 10 дена. Ќе побарам дозвола од новото работно место. Потоа си решена да одиш, а? Ја гледаш ситуацијата, Атакан, така ќе биде најдобро. Немаше ни толку да останам, ама не можам да те оставам тебе сам. Што да речем? Ти благодарам. Мила, напразно толку си се грижала. Како напразно, Суде? Со тој што треба да се мажам не ме сака. Ти не ги познаваш мажите. Мисла дека ергенството е султанство. Секако ниеден султан не сака да слезе од својот престол. Ова се само празни заблуди пред венчавката. Инаку како може да не те сака? Човек што е сигурен во своите чувства нема да има заблуди. Тој сака што порано да се направи свадбата. Ама Каан како да размислува како да се извлече од ситуацијава. Како да не? Брат ми да слушне дека толку се грижиш, сега веднаш би се венчал. Кој може повеќе од мене да знае колку те сака? Остави ги веќе овие измислици. Затоа ли се обидуваше да ме предупредиш за Ѓулен? Значи има нешто за што се колебаш. Ма Ѓоркем, ај не ме заморувај. Види, Мила, секоја жена секогаш е потребно да биде предпазлива. Јас ја средив работата со Ѓулен. Како? Не ми даде можност да ти кажам. Слушни ја мојата бомбастична вест. Ајде кажувај. И средив да работи како ветеринар. Утре ќе си оди од фирмата. Наскоро се ќе биде како порано. Затоа воопшто не грижи се. Конечно, ти, јас, брат ми, Атакан, друг не ни треба. Молам, Ѓулен. Сакам итно да разговараме. За се разговаравме, Ѓулен. Јас немам веќе што да ти кажам. Јас имам и многу е важно. Аман, дојди да видиме што те мачал. Јас сум во Оранж кафе. Близо е до фирмата, дојди. Знам, веднаш доаѓам. Што сакала повторно? Не знам, ама ете морало да разговараме. Кога ќе дојде јас ќе си одам, Мила. Извини, но не можам да ја гледам. Дали ти олесни малку? Ама ќе се налутам веќе. Вчера пред да дојдеш, брат ми ни кажуваше колку те сака. Јас живеам заедно со него во иста куќа. Напразно ли ти зборував досега? Деца, денеска две експозитори побарале да го раскинат договорот. Што бил проблемот? Разговаравте ли? Со Сокер Холдинг се договориле. Им понудиле поголема маржа и специјални поволности. Не кажува директно, ама мислам дека ги условиле да не работат со нас. Башар, тој проклетник. Тој стои за сето ова, сигурен сум. Значи играта ќе игра без правила. Мора да побрзаме. Добро, како е финансиот план? Се уште не излезе некој предлог од вас? И јас најдов нешто, Чичко Иркут. Во моментот работам на тоа. Потребни ми се 10 дена за да ви го презентирам. А зошто јас не сум информиран? Бидејќи прво самиот сакав да го видам резултатот. Може ли да се потребна твојот план, така? Кога сум ве оставил на половина пат, господине. Добро. Што во моментот не е понудено друго решение, ќе можеме да почекаме уште 10 дена.
А и немаме друга алтернатива, освен да ја почекаме твојата презентација пред да донесеме одлука. Се надевам дека ќе биде успешно тоа што ќе го понудиш. Ех бе, Георгијам, ех бе, Георго. Како можеше да ми го направиш ова? Пака ли то одгледав? Пак ли за внука ми зборуваш, а? Се уште ли таа не се вратила? Керко, твоја задача е да ја вратиш, разбра? Како ти умееш и знаеш. Таа е тврдоглава, мамо. Многу сме ја разгалиле, тоа е. Керко, внука ми се засолни во куќата на свршеникот. Твоето сваќање за воспитание. Од изутрина 3 пријателки ми се јавија. Само за да дознаат нешто. Благодарение на тебе станавме тема за спорување. Мамо, јас чекам Ѓорке малку да си го прибере умот. Наскоро ќе ја фатам зуво и ќе ја донесам. Ти не грижи се. Ако ти и ги обезведиш условите што ги бара, нема да има потреба да ја фаќаш за уво и да ја носиш тука. И двете веќе заборавете оваа идеја. Не ја поддржувај Ѓоркем за оваа тема. Ќе ја прифати сестра и точка. Молам. Нихан, здраво. Ме интересира дали има нешто ново. За жал се уште нема, Енгин. Верувај ми, не можам да дишам дома вака. Не ме држи место. И мене исто така. Да излеземе некаде надвор. Впрочем, нема да биде лошо. Каде? Ако сакаш да дојдам да те земам, потоа ќе одиме некаде покрај брегот. Ти го сакаш морето? Не, Енгин. Јас ќе дојдам до кај тебе, оттаму ќе одиме. Сега излегувам. Ќе се видиме. Ќе се видиме. Браво! Ти мене сакаш да ме умреш пред време од грижи? Тебе ти зборувам, слушаш? Не може да одиш да се видиш со тој човек. Ете дојде твојата. Со лесно нека ти е. Подоцна ќе се видиме. Што ќе разговараше со мене? Сакам вечерва да се вратиш дома. Воопшто не ми беше до смење. Ова беше толку важно. Друго нешто? Слушај, имам еден план за да се спасиш од мене. Ако се вратиш вечерва, јас утре ќе речам дека сум се зажелела за татко ми. Односно, само уште една вечер ќе поминаме заедно. Мислам дека ќе можеш толку да издржиш. Зошто не си одиш сега? Што и да речам сега, мајка ми ќе мисли дека сум отишла поради тебе и нема да ми дозволи. Мора да се убеди дека не остане никаков проблем помеѓу нас. Ама ќе те замолам нешто, Ѓорѓан. Кога ќе дојдеш дома, извини се на мајка ми. Таа го заслужува тоа. Јас не сум виновна, па да морам да се извинувам. Те молам, Ѓорѓан, не губиш ништо. Наскоро ќе се омажиш, ќе си одиш од таа куќа. Биди сигурна ќе ги бараш овие денови. Каква потреба има да ги натажуваш и мајка ми и баба ми? Всушност, мајка ми не требаше да се натажи. Секако, ти како нејзина миленичка не можеш да разбереш што чувствувам. Не очекувај извинување од мене. Ако сакаш да си одам од дома, ќе се извиниш, Ѓорѓан. Како и да, јас сум постара од тебе. Барем еднаш послушај ме. Прв и последен пат барам нешто од тебе, нели? Те молам, дојди вечерва и разговарај со мајка ми. Инаку нема да си одам. Хан, Што се овие, брате? земи види. Нели господин Башар се договорил со нашите две експозитори, а овие тебе ти ги испратил? Ама претера ова куче. Кан, чекај, каде одиш? Колку години да имаат, децата се децајте. Порано мајка ми така велеше, ама не верував. Имала право. Така е, но како што растат почнуваат проблемите. Кога се деца лесно е седни, стани. Сега не вреди ниту збор, ниту карање. Кој не се разбира од збор, тој треба да се дисциплинира. Малку ќотек и готово.
Ако сакаш да ја земеме Ѓоркем на колена, да ја удриме неколку по задникот, може би ќе се опамети. Ќотекот излезен од рајот. Всушност имаш право, тоа е најпрактично решение. И тебе ти личи вака да се смееш. Немој да си намутена. Проблемите постоја за да се решат. А дојди, момче. Повелете, господине. Ама не сега што правиш? Колку? 2 лири. Зошто? Кога одеше на училиште, многу ги сакаше. Тогаш бе во гимназија. Некои работи не се менуваат. Исто како твојата насмевка. И ги заврши подготовките за венчавката? Се уште не. Како да ги завршиме? Немаме време. Од дечорство уште не сме стигнале да побараме костум за Енгин. Остана уште неколку дена до венчавката. Со пижами ли ќе оди човекот? Добро, ајде, ти си на дежурства, а тој нема време. Јас многу сакам двајцата заедно да избереме, но имаш право, не остана многу време. Аман, Фиген, толкав човек е. Остави го самиот, нека си одбере костум. А и Енгин има вкус, бога ми. Убаво се облекува, нема што. Ајде, јади од албата. Јадам полека, со уживање. Знаеш дека многу долго време не сум го јадел ова? Ме подсети на школските денови. Поточно бегањето од училиште. Младост, лудост. Како да беше вчера, нели? А прочем, на тие години времето никако не поминуваше. Да, заради маки и проблеми цел ден живот поминува како еден ден. Старееме без да забележиме. Не е така. Ние полека стануваме стари момчиња. Да седнеме, да се напиеме чај. Да пиеме? Да, ајде, дојди. Како сте, Софијан? Како да бидеме? Се обидувам насила да продолжам една врска која да не беше бремена, одамна ќе завршеше. Чекај. Молам, Фиген. Здраво, душо. Види што ќе ти кажам. Може ли да си купиш костум денеска? Немаме време. Го знаеш мојот фустан, нека биде нешто што ќе одговара на него. Може. Ако најдам време, ќе купам. А зошто да не најдеш? Каде си ти? Сонихан сум, Фиген. Се уште се обидувам да го решам проблемот. Ајде. Во овој момент и твојот костум е итен проблем. И тоа лесен проблем што може да се реши во краток рок. Кажи ми кој ќе го реши тоа? Во ред, да не должиме сега, те молам. Не грижи се, ќе купам. Ќе се видиме вечер. Пријатно, Фиген. Фиген? Фиген, а? Што се случи? Господинот е повторно со бившата. Кога е покрај неа, ми се обрече со Фиген. Не Душо, Мила, туку Фиген. Извинете, сестро. Докторот одговара досието на еден пациент, ама го нема во архивот. Ми рекоа да прашам овде. Ако го нема таму, што бара овде, господине? Може би не сте го испратиле. Ние не ги задржуваме досиеата. Кажете им убаво нека побараат. Но си значекав 5 часа тие ми испрати овде. Ви велам го нема, што да барам? Одете повторно прашајте. Што викаш, мати? Не сум топка да ме шутирате наваму натаму? Ајде види таму, тоа ти е должност. Знам што ми е должност. Ајде, оди и не задржувај не веќе. Ама во рете, Фиген, смири се. Како беше името, господине? Ке платиш ти за ова? Не знаеш со кого се закачаш. Има да Боже, ти избргам од Господе. работа. Се однесуваш како да е на татко ти болницава. Ке ме запамтиш ти мене, ке видиш ти во. Што направи Фиген? Аман, не почнувај сега и ти, Севил. Изгледа се налути. Ама не. Што требало да купиш? Костум. Има право жената. Има уште неколку дена до венчавката, а јас се задржувам овде. Ајде да одиме, Енгин. Е чајот? Да одиме. Да одим. Господине, не може да влезете. Пушти ми ја раката, бе.
Што мислиш дека правиш ти, а? И јас тебе те чекав, брате Кан. Добре дојде. Повели седни. Каков низок и подол човек си бил ти, бе. Човек треба малку да има морал. Ти имаш работа со мене. Ако имаш проблем да го решиме како мажи. Пред да навлеземе во тоа, штом веќе си дошол, анализирај ги овие. Знаејќи дека ќе дојдеш, подготвив понуда. Ви советувам, додека се уште имате време да ја искористите оваа шанса. Повели. Еве го мојот одговор. И тебе и на твојот совет. И оган да бидеш ќе запалиш колку што ти е сенката. Ама за нас си едно малечко оганче, да знаеш. Не зборувај толку убедливо, млад господине. Откако ме нападна, ова за мене веќе не е службена, туку лична работа. Ако имаш памет, тогаш треба да се плашиш од мене, бидејќи јас никогаш не го. Ама не знаеш дека овој пат најде на тврд камен. Затоа што се чепкаш со мене. Ќе се покаеш. Камо да беше силен колку што се фалиш. Ќе беше многу поинтересно. Емина? Каде си, мати најмила? Навистина? Луда ли си? Добро, тогаш ќе се видиме утре. Ајде, душо, довидување. Се прашувам кој беше тој што толку многу те израдува? Емина, од Ѓојнук. Може би се сеќаваш. Како не се сеќавам, една мила девојка. Да, многу е мила. Таква девојка многу тешко се наоѓа, знаеш? И Емине овде ли ќе дојде? Утре ќе ја прошетам по Истанбул. Ако работам денеска преку времено, утре ќе можам да излезам, нели? Ќе можеш, но ти колку го познаваш Истанбул па да ја прошеташ? Колку што го знамете. Да не се изгубите двете заедно. Ако не го познаваш, Истанбул е полош дури од Лаврин. Ама, ако речеш дека ти треба некој добар водич, јас ви стојам на располагање, госпогице. Не се шегувај. Но нема сомнение дека ќе бидеш подобар од мене. А ќе може ли да одвоиш време за мене? Доволно ќе биде да седнеме никаде и да поразговараме. Градска тура се од две убави дами. Јас не ја пропуштам оваа шанса. И јас можам вечерва да работам преку времено. Друг ќе одам да почнам да работам. Со своји рацете турнав кон Фингененген. И тоа со една грда лага. Како ќе го носам овој товар? Госпога Нихан, дојде госпога Фиген, сака да ве види. Што сака повторно? Прати овде Ајшан. Добро вечер, Нихан. Пред да дојдеш беше добро. Мислев дека се договоривме да не се гледаме ако не сме принудени. Наминав да ви ја донесам поканата. Од сега Енгин ќе биде мој законски сопруг. Се надевам дека и вие ќе научите сами да се справувате со вашите проблеми. Ве молам, не барајте го мојот сопруг секогаш кога имате мака. А ти откажи се често да дојдеш во моја куќа и да ми даваш наредби. Ти може би многу лесно ја прифати оваа лага, но тоа што јас посредувам во ова ми создава доволно грижа. Изгора на тоа, не можам да ги трпам твоите несмасни разговори, разбираш? Чудно, но за лаги си многу повешта од мене. Ако толку те вознамирувам, треба да направиш едно нешто. Стој подалеку од мојот сопруг. Пријатно, Нихан. Довидување. Зарно нека, Мила, си одиш ли ти? Зошто јас последен дознавам за ова? Имаше разлика ако слушнаше прв, Каан. Како тоа? Што сакаш да кажеш? Дојдов овде и си го оставив семејството. Мислев дека веднаш ќе ме фатиш за рака и ќе ме одведеш во нашата куќа. Ама изгледа јас сум вишок за тебе. Од каде го извади сега ова Ѓоркем?
Ако се венчавме на брзина пред да се смири со семејството, ти најмногу ќе се каеше за тоа. Подобро така, отколку сега да го лижам тоа што го плукнав. Ама добро и ова. Видов дека човекот што го сакам не е сигурен во љубовта кон мене. Ајде, Душо, немој вака. Тоа што го доживеа во последно време те направи многу чувствителна. Тогаш кажи ми дека се лажам. Кажи дека ме сакаш. Те сакам, Ѓорѓе. Те молам, не ме раздажувај. Ајде да одиме. Луѓето не чекаат долу. Ви благодарам за се, мајко Сена. Ми бевте како вистинска мајка. Душо, па ти си ми исто како моја керка. Немој за ништо веќе да се грижиш вака, добро, мило? Убаво ми беше што дојде тука. Ама немој сега да ми растажуваш и така секогаш сте заедно. Пријатно, татко Еркут. Се извинувам и вам ви создадов главоболка. Види, Керко, повторувам. Ти за нас не представуваш главоболка. Ти можеш да не бидеш само круна на главата. Ама во овој момент најправилно е да бидеш со твоето семејство. Знам, ми се налути. Ама со време ќе увидиш дека имам право. Верувај му на татко ти Еркут, добро? Керко, те молам, не му замерувај. Тато Еркут не те дели од суде, ти знаеш. Повторно на сите ви благодарам. Ќе Пријатно. се видиме. Пријатно, Керко. Пријатно. Знаеш ли дека утре ќе дојде Емина да ме посети? Она моја другарка од Ѓунук. Добро ќе ми дојде да ја видам. Што е тоа што го анализираш така тажно? Поканата на татка ти. Значи, навистина ќе се венчаат. Што значи на вистина? Како сега прв пат да слушаш за ова? Па тоа е нешто што го знаеш со недели, Керко. Не баре кога го видов ова, си ми се разјасни. Секое утро се будев со надеж дека Дента можеби ќе се откаже. Зошто да се откаже? Се знае причината. Како да се откаже кога е бремена? Проблемот е во тоа. Потребно е само да се случи чудо. И јас се глупирам, ете. Добро, јас сум во собата, мамо, ќе се видиме. Добре дојде, Фиген. Денеска воопшто не сум добро. Многу сум изнервирана. Што е повторно? Повторно, а? Повторно јас сум нервозна. Благодарение на тебе главниот доктор ме искара. Како очекуваш да бидам? Благодарение на мене? Секако. Се затоа што не можам да се концентрирам. Пред некој ден за малку ќе ги измешав инекциите на пациентите. Како можам да работам кога ти секој ден ја разонодуваш бившата сопруга? Не ја разонодувам, Фиген. Имаме семејна криза, знаеш. Знам и дека таа криза не може да се реши со разговор, туку со време. Ако забележуваш, немаме толку време. Сигурно нема никому да му биде нешто за 2-3 дена. Ние не заслужуваме ли половина од вниманието што му го посветуваш на бившото се? Фиген? Добро си? Ме пресече нешто. Испружи ги нозете, испружи ги. На бебињата им влијае душевната состојба. Нервозите на мајките. И јас сум под толку голем стрес. Потпри се. Обиди си да се опуштиш. Вака добро ти е? Да. Ти одмори се малку. Јас ќе направам една чорба. Попусто се нервираш. Смири се, те молам. Нема да има никаков проблем на венчавката. Ти ветувам.
Добро вечер. Ѓорѓе. Добре дојде принцеза на баба. Добро ве најдов, султанке. Помислив нема смисла веќе да должам. Да. Избувнав премногу, се извинувам, мамо. Нели се врати, Ќерко? Ќе разговараме, ќе го средиме тоа. А извини, Кан, од возбуда те заборавивме. Добре дојде. Нема проблем, господја. Многу сум ти благодарна што ми ја донесе принцезата Чедо, да се ми живи. Ке беше многу подобро да не се случеше ова, ама... Се случуваат вакви недоразбирања во семејството, но штом ќе се среди се, да го забравиме ова. Сега ако ми дозволите... Секако, повторно ти благодарам за се. Пренеси ги моите поздрави до твоите, синко. Ќе им пренесам, господја. И тие ве поздравија. Ајде, пријатна вечер. Пријатна вечер. Душо, ќе се видиме. Довидување. Нема потреба да ми испраќаш. Поседи си со твоите. Добро, душа, пријатно. Дојди овде, дојди. Значи, конечно свати дека тоа беше детско однесување. Видов дека тоа што го направив беше само погрешен став, кој ме прикажа како виновна, иако имав право. Инаку оваа повреда ќе ја носам со себе цел живот. За жал, мамо, ова беше нашиот пресврт. Што значи ова? Ќе остане како момент на избор кој секогаш ќе се споменува меѓу нас двете. Не се работи за никаков избор. И јас не излегов со мали повреди од овој настан, Ѓорѓе. Ама во срцата на мајките нема место за гнев. Да нема и во твоето. Се додека огорченоста носиме во себе, се изморуваме. Можеме да останеме средства. Ама во ред, сега добро. Немој сега да ми го притискаш девојчето, само што дојде, сега подоцна ќе разговарате. Дома ли е Ѓулен? Сакам и неа да ја видам. Навистина, во незината соба и там многу ќе се израдува. Мамо, зошто се мешаш? Ма девојчето кажа ја научи лекцијата, ти се уште продолжуваш да предаваш. Никогаш не сум те видела вака да и проповедаш на Ѓулен. Лека ноќ, мамо. Ѓорѓе? Јас ете си го одржав зборот. И се извинив на мајка ми како што сакаше. Се надевам и ти ќе си стоиш на зборот. Ако е ова некаква игра, повторно ќе си одам. Изутрина си одам, не грижи се. Добро. Тогаш добра ноќ. Не се. Баш ме радува ова што заврши добро. Ама сепак состојбата на Ѓорке ме погоди. Беше огорчена на мене. Не беше огорчена на тебе, тато. Туку на мене. Зошто? Повторно ли се каравте? Не, ама... Како и да ја остави? Сине, кажи ми, зошто се откажа да зборуваш, а? Тато, не вреди олку доцна да ти ја стегам душата, те молам. Сега што ми спомна, нема да те остава на мира. Сине, ајде не ме заморувај, кажи. Ѓоркем се грижи за тоа што не сме нашле куќа и што не сме почнале со подготовките. Мисли дека одложувам за тоа што не сакам да се оженам со неа, тато. Добро, а сакаш ли? Тато, не зборувавме на таа тема. Ќе треба да ја видиме моќта на венчавката, може? Не ми се допадна овој одговор. Ама животот е твој, сине. Јас можам само да се помолам да имаш среќа. И друго нешто. И можам да ти дадам мало нешто. Што е ова, тато? Мислев да ти го дадам во некој попригодно време, ама било пишено за денеска.
Ова е клучот на твојата нова куќа. Нека е со среќа, со убаво. Ти куќа ли купи? Не е таква како што замислував, ама за сега ќе биде добра. Ако ги пребродиме овие тешкоти, ќе ви купиме поубава, дај Боже. Не, тато, немаше потреба ни за ова. Ќе најмевме нешто, како да не ја знам нашата состојба. Велам веднаш да ја продадеме, тато. Нема, сине. Остави да му направам еден мал гест на син ми. Уште не сме умреле, бе, фала му на Господ, ајде. Ѓуленце, нели ти кажав дека се ќе се среди, Керко? Ете виде, Ѓоркем се врати и само што дојде сакаше тебе да те види. Да, мамо. И јас многу се израдував. Изгледа ти се извинила, а? Значи ти кажала, да се извини. Не можам да ти опишам колку сум среќна. Изгледа ќе биде многу полесно да ја придобиеме отколку што мислевме. Повторно ќе биде непослушна, ја познавам јас неа, но ние заедно ќе ја паметиме лудата девојка, нели? Секако. Ти немој да се грижиш. Штом се врати, другото е лесно. Да. Добро утро. Добро утро. Ѓулен, што е тоа? Ке одиш негде? Да, мамо. Ќе одам малку до кај татко ми. Од каде се гова? Ѓоркем ти кажа нешто? Не, во добри односи сме. Само ми не достига татко ми. И малку остана до венчавката. Сакав пред да се венча, некој време да бидам со него. Да верувам. Секако верувам, мамо. И така на Ѓоркем не и представува веќе проблем да живее со мене. Да имаше, не би се вратила, нели? Нели ми вети? Нели заедно ќе придобиевме Ѓоркем? Ти ветив и стојам на тоа. Не одам далеку, те молам. Дозволи ми малку да поминам време со татко ми. Добро, но Керко, од каде излезе сега да ти не достига татко ти? Не разбирам. Па, долго време се немам видено со него, мамо, навистина ми не достига. Да, но таму сега ќе бидат гужви. Нема ли да ти пречи сето тоа? Имаш право. Но сакам овие 2 дена добро да си ги искористам. А Фиген? И таа изгледа дека ќе бидам мајка, добро се однесува. Но само ако ме изнервира, веднаш ќе си дојдам дома. Вистинава што го зборуваш? Може да одам? Штом толку инсистираш, помини малку време со татко ти. Но потоа ќе се вратиш. Добро, разбрав. Добро утро. Наарно нека е? Што ти е? Ѓулен си отиде. Има ли ова некаква врска со тебе, Ѓоркем? Ајде, види повторно истото го правиш. Само што дојдов, каква врска би имало со мене? Ало? Душо? Добро утро, Мила. Добро утро, Душо. Ќе дојдам по тебе да те земам. Имам многу убаво изненадување за тебе. Изненадување? Добро, те чекам, брзо дојди. Ќе се видиме. Каан имал изненадување за мене? Какво изненадување да чујам? Добро утро, Султан Келеман. Вчера пред да дојдам спомнав за тоа каде да живееме. Сигурно има врска со тоа. А да не сака да купи куќа? Или купил, или ќе купи. Може би ќе ме однесе во агенција за недвижности да одбарам. Леле, колку убаво би било за мојата принцеза да се најде некоја куќа што ќе прилега овде во близина. Нели, Нихан, така? Многу убаво би било. Види, секако да има и базен. Ти, Душо, многу сакаш да пливаш. Секако, бабо, може ли куќа без базен? А ако нема поглед кон морето, никако не би можела да бидам таму. За тебе ќе подготвам посебна соба. Кога и да посакаш ќе дојдеш кај мене. Доволно ми е, Керко. Само да видам како се подготвува твојот нов дом. Само тоа да го видам. А потоа и да умрам, Керко, да не жалам, така да знаеш.
Здраво, Душо. Што е, Фиген? Нели треба да си на работа, мила? Зедов слободен ден, мислев заедно да одиме да купуваме. Вчера напразно и тебе ти изнервирав, се извинувам. Од сега поради бебето одлучив да бидам посмирена. А, така, мила. Почекај тогаш да се облечам. Седни, одмори се малку, не стој на нозе. Добро, Душо. Ао, чекаш некого? Не, Јолен? Да не... Се уште имам соба овде, тато? Секако, Керко. Собата со нетрпение тебе те чека. Добре дојде, Керко. Добро ве најдов. Добре дојде. А, здраво, Фиген. Добре дојде, Ѓулен. Ајде, влези. Не, чекај. Ајде. Колку добро направи што дојде, Керко. Многу би не достигаше. Ова куќа без тебе беше празна. Така е, Бога ми, Ѓулен. Постојано очекувавме да дојдеш. Навистина многу не израдува. Благодарам. Мила, може да го одложиме купувањето. Па да го одложиме, Душа, ама колку остана? До кога ќе одложуваме? И така тешко добив слободен ден. Во болницата има недостиг од кадар, знаеш ли? Ти направи ми список што треба да се купи. Јас ќе купам. Татичко, вие не си одложувате работата. Емине ќе дојде денеска. За кратко време ќе излезам да се видам со неа. Не дојдов на гости, како и да е, од сега тука ќе бидам. Добре дојде, светлино моја, добре дојде. Не се зачуди за Емине? Душо, знам дека ќе дојде. Вчера татко и ми се јави. Секако човекот има доверба во нас. Па ја пушта девојката, ако сака може и таа да остане овде. Што мислиш за тоа, Керко, а? Добро ќе ја кажам. Ај, колку добро би било. Ама ајде, отвори веќе каан, инаку ќе ослепам. Та-та-та-та. Еве го нашиот нов дом. Ти купи стан? Не ти се допаѓа? Не, Душо, не дека не ми се допадна, но... Што но? Не ти се допадна. Ти се гледа по лицето. Јас пак помислив дека ќе се израдуваш. Нели сакаше да имаме заеднички дом? Ај, Душо моја, сакав. Ама ти изгледа баш и не се разбираш многу од куќи, Душо. Ке ми оставиш мене да најдам куќа во која што ќе живееме. Што му фали на станот? Точно прашање? Ништо немајте. Прво, ова е на еден кат. Нам ни треба голема куќа со базен близу до морето. А види го, ова нема дури ни камин. Ако салонот е толков, можам да замислам другите соби. Ѓорkem, овој стан е 140 квадрати. Не разбирам како може да не ти се допаѓа. Душо, слугите каде ќе бидат, а? Ќе живееме еден до друг со нив? Душо, домот е работа на жената, ти не мешај се. Во ред? Јас многу сум ти благодарна за тоа што го направи за Ѓоркем, сена. Всушност, ние требаше да дојдеме кај тебе. Јас сама се извршував должноста, господја. После расправијатот пред некој ден со Нихан, си помислив таа нема да дојде кај нас, преков јас да дојдам. Каква расправија имало? Нешто ситно според мене. Се надевам мала расправија. Нешто ние две се спречкавме. Нихан, па ако те растажев, многу ти се извинувам. Не е важно, Сена. И јас избувнав на вистина. Тој ден бев многу вознемирена. Се извинувам. Ама што и да било, сигурно едно доразбирање, инаку Нихан тебе многу те сака. Не би те повредила, со ништо не би те повредила. Јас бев малку виновна. Си го пикав носот каде што не треба. А како и да е, јас сум подготвена да заборавам на тоа, Нихан, душо. Ти благодарам многу, Сена. Да заборавиме. И штом сум веќе тука, да го одредиме датумот за свадбата, господи. Ако оставиме на младите, а те постојано ќе одолжуваат. Имате многу право, Сена, да не ја должиме оваа работа. Во декември да си ја завршиме работава. Декември мене ми одговара, да. Ако не им пречи на децата, одговара. Одлично, ете. Емине! Ѓулен!
Многу ми недостигаше. И ти мене, добре дојде. Добро те најдов. Знаеш, без тебе таму кај нас е многу здодевно. И никој како тебе не би останал таму. Ти ќе доаѓаш овде, ете? И ќе одиме ли некаде, да не стоиме овде, а? Атакан ќе дојде да не прошета. И така двете не го знаеме добро градот, самиот се понуди. Атакан? Она момче што дојде со зетти, да ни излегувате. Нема. Нели работиме на исто место? Добри другари сме. Сега и момчето сигурно има работа. Ќе седевме дома. Дојдов градот да го видам или тебе да те видам? Здраво. Да не задоцнив? Не, точно дојде на време. Добре дојдовте. Како сте? Добро ве најдов, добро сум. Вие како сте? Како бомба сум. Ајде додиме. Остави, жити Господ. Дојди. Се надевам бевте задоволни од денешниот водич, госпогици. Како да не бидеме задоволни? Целиот град го прошетавме, благодарам. Можно ли, Емине? Има уште многу места да се видат. Истанбул не е град што може да се прошета за неколку дена. Леле, колку голем град е! Може целиот свет да го собере овде. Ама не мине. Да не го собере доволно е. Многу ти благодарим, Атакан, за се. Нема на што. За мене беше задоволство. Благодарение на вас и јас денеска уживав како никогаш досега. Ајде тогаш и јас да си одам. Утре ќе се видиме тогаш. Лека ноќ. Толку се зачудев што не можев да глумам дека се израдував. Што очекував, а што најдов, бабо? Да знаеш дека сум во право. Купил стан колку мојата дланка. И, кога тебе не ти се допадна станот, Каан што рече на тоа? Многу се налутив, многу. Како да ја однесов во некоја дивоградба. Види што добиваш за возврат на таков гест, тато, те молам. Сине, девојка е, се гали. Не нервирај се толку де, остави. А ти ако сакаш, можеме тој стан да го продадеме, да земеме некој кредит, да купиме некоја куќа како што сака Ѓорке. Не, тато. Нема потреба да влегуваме во долгови. Ако ме сака, ќе треба да знае дека заедно со мене треба да се справува со проблемите. Не може таа од ништо да не биде задоволна. Јас не знам Каан што мисли дека сум. Не можам да живеам како во кафец во тој стан. Се знае која сум, што сум. Човек прво треба да оди да разгледа, така ли се одбира куќа? Што е, мила, што раскажуваш така нервозно, Ѓорке? Каан купил некој мал стан, па кој знае зошто. Изгледа ситуацијата не им е поволна сега. Не, бабо. Изгледа фирмата ќе вложува во некоја нова работа. До тогаш не сакаат да располагаат со готовина. Сакале малку да се стегнат. Ти биди малку трпелива, Ќерко. Не ме засега, мамо. Јас еднаш се мажам. Како ќе ги нагостам пријателите во тој стан? На друго нека штедат. Јас не можам да си ги намалам стандардите. Добро, немој да ги намалуваш. Ама немој да го притискаш детето. Не грижи се, му кажав су убаво, бабо. За утре се договорив со агенцијата за недвижности. Ќе најдам куќа каква што сакам.
Видов дека не ќе можеме заедно да живееме, па морав да се вратам. Ете, тоа е целата приказна. Леле, мајко, колку те растажиле тебе, Магјулен. Ке ми се налутиш сега, но јас, сестра ти не ја засакав. Многу се занесува. Што се замислува таа, како да е кој знае што? Не, добра девојка. Всушност Каан има сестра. Ете, таа мене не ме сака. А пак најдобра другарка е на Ѓорѓем. Може би таа и го полни умот. Инако зашто Ѓорѓем би ми била непријателка? Зашто е лоша затоа? Еми не. Добро, таа нека не те сака. А ти не дозволувај ни збор да се каже за неа. Добро да ќе молчам. И зошто не те сакала Золва, ја? Золва? А, судели. Таа не ме сака бидејќи сум добра другарка на Атакан. Разбрав. Таа е влюбена во Атакан, а Атакан во тебе. Затоа е љубоморна на тебе. Суде само мисли дека е така. Ти реков нема такво нешто. Немој, Магјулен. Види вака, ако момчето не е влюбено во тебе, јас Емине да не се викам. Така ли мислиш? Секако дека така мислам. Не видели кога си одеше? Паметот овде му остана. Ама и тебе ти се допаѓа. Не е мила. Аман, како посредник си, Емине? Не се работи тука за посредништво, ама тој е навистина добро момче. Тоа се приметува. Многу го засакав. Знам, имаш големо срце, ама те молам не оставај го на она. Срце си, Емине. Ај, колку добро направи што дојде. Леле, Керка, не да си посакам лека ноќ. Па на кого си молута сега? За исти работи. Помислив, може би малку да се забавуваме. Се јавив на Атакан, но цел ден е недостапен. Ова момче се уште ли не ти се отвори? Зарем немаше ли да ти кажа, мамо? Секако дека сите ќе слушнат. Господи Боже, чудна работа. А толку разговарав со него, што ли чека уште? Тоа не знам, но јас ако чекам додека да собере храброст, ќе остарам. Затоа одлучив што побрзо да разговарам со него. Утре ќе ставам крај на оваа работа. Добро. Со лесно, нека е премиеру. Премиер? А да те наречам председател? Може и тоа. Што ти е, Суде? Добро си? Не ми е јасно колку се трудам со тебе само за да излеземе на вечера. Многу други на твое место би ме поканиле. Ако немаш пари, можам и јас да те почестам. А, таа тема. Да, таа нашата приказна. Имаш право. Многу ја одолжив оваа работа. Например, вечерва слободна листа, млада дамо. Имам нешто да разговарам со тебе. После толку трудење, секако дека сум слободна. Тогаш вечер ќе те земам од дома. Се договоривме. Ќе се видиме. Ќе се видиме. Да ја средам и оваа работа. Да, мамо, пред малку Атакан ме покани на вечера. Насамо сакал нешто многу важно да разговара со мене. Конечно дојде моментот што го чекав. Сигурно денеска ќе ми се отвори. Во ред, наскоро сум таму. Ајде се гледаме. Ти не си ваква жена, Нихан. Не можеш да ги измамиш и керките и бившиот сопруг. Неправда е да мисла дека Фиген е бремена. Не можеш да живееш со оваа грижа на совеста. Ало? Керко? Може да дојдеш после работа кај мене? Треба нешто многу важно да разговарам со тебе. Добра, мамо. И така излегував, ќе се видиме подоцна. Добро, Керко. Атакан ќе ми се отвори конечно. Многу сум срекна. Многу. Во ред ќе се видиме. Чао. Глупава една. Ви се допадна, господјо Ѓорка? Да, токму каква што сакав. Натрешната декорација ќе направам како што сакам. Да продолжиме подоцна, може ли? За потребните работи ќе дојдам со свршеникот господине Мелих. Секако. Кога сакате, евете се. Пријатно, господица. Пријатно.
Се уште ме следиш, а? Изгледа сум станал параноичен во твоите очи. Само дојдов да видам како оди изградбата. Ова е наш објект. Ти да не бараш куќа овде? Извини, Башар, не знаев. Да, куќа барав. Во последно време ти стана навика да ме обвинуваш, така? Се надевам дека не мислиш и дека јас го испланирав твоето доаѓање Се овде. извинив, нели? Не се, и така си одам. Чекај, си задоцнила. Сега имам метеж во сообраќајот. Овде имам една куќа, ако сакаш можам да ти направам едно кафе, а? Подобро да не се задржувам, благодарам. Ама ајде. Сега ако излезеш ќе ти треба саат и пол до дома. Сигурно не сум толку здодевен колку и сообраќајот. Оли тогаш. Кога беше венчавката на онаа никаквана? Утре, мама. О, конечно, ман. Штом ќе се спасиме од неа, нема да ни остане друг проблем. И мало златен господ, да се спасиме од таа жена веќе конечно. И ако се случи таа венчавка, Енги ќе се ожени, мислејќи дека Фиген е бремена. Хан, а да разговара со луѓето од другите експозитури, а? Ние овде со што се расправаме, тато, а господја Ѓоркем со што се расправа? Сине, а од каде девојката да знае? Во најлош случај една година би живела под наем. Ја види се што направила со агенцијата. Значи, тука живееш? Нели живееш во нашата околина? И таму имам една куќа. Оваа куќа ја користам само кога ќе дојдам во контрола. Ало? Ѓоркем, како си, мила? Душо, се уште не ми заврши работата. Подоцна ќе те сеавам, добро? Сега сум излезана. Добро, мила. Значи излезена си. Да почне и да лажеш кога си со мене, Ѓоркем. За кратко време, ако не те земам од Кан, Башар да не ме викаат. Стигна... И кафињата стигна. Потоа ќе ти гледам и на кафе. Но прво, да го исклучиме овие. Да не ни пречат во разговорот. Ова, јас немам многу време, Башар. Ќе те одвезам до дома, не грижи се. Ти намира и исписи го кафето. Види, моето кафе е многу познато, ќе се увериш и самата. Да видиме. Уф, кој фустан да го облечам? Ај! Па каква е ова возбуда, Керко? До вечер има уште многу време. Треба да одберам што ќе носам, а потоа да одам на фризер. Вечерва треба да бидам многу привлечна. Ама ти и така си ми многу привлечна, убавица на мајка. Мамо, можеш да поверуваш? Ми рече дека има нешто важно да ми каже. Воопшто не очекував. Од возбуда срцево ќе ми пукне. Чекај, луда една. Не ги фрлај така фестаните. Види, например, ова е многу убав. Ај, не, мамо. Добро, а овој како? Не, многу е свечен, мамо, многу. Оф. Добро, а овој? No sé si es demasiado tarde, aunque no me importa. Tantas palabras existen. Ѓулен? Излегуваш? Да. Каде? Ми заврши работата. Не, да не ме разбереш погрешно, не брав оправдување. Ако сакаш, можам да те однесам каде што ќе одиш. Да не те задржувам, Атакан. Имаш важни работи. Важни? О, гледам ви оди разговорот пред врата, а? Јас излегувам, ќе одам до кај мајка ми. До гледање. Јас ќе одам натаму до една фирма. Ќе те префрлам ако сакаш, Ѓулен.
Па добро, заедно да одиме. Ќе се видиме. Видување. Ке се видиме, Ѓулен. Зашто ли вака се однесува со мене? Ова, можев и со такси да одам дома. Убава девојка како тебе сигурно нема да ја оставиме да оди сама. И мене ми правиш друштво. Како да имаше многу слободно време, па... Човек треба да знае што му е важно во животот. Јас тоа го знам и тоа го кажувам. Кога и да посакам и за кого и да посакам можам да најдам време. Ти за тоа праше го Каан. Ти знамачив и тебе. Не, мила, и така доаѓав наваму. Не ми знамачи воопшто. Не грижи се. Ти благодарам. Види, стасавме, а не забележав никако помина патот. Дојди на едно кафе. Немам време, друг пат. Поздрави ги од мене. Леле, Каан! Ова не е добро. Сега напразно ќе се изнервира. Помини брзо, помини. Благодарам. Нема нешто. Извини за непријатниот настан. И јас треба да ти се извинам. Грке, кога ќе те видам повторно? Пријатно, Башар. Молам, Атакан. Не разбирам што сакаш да кажеш, Атакан. Јас не го разбрав твоето однесување, Ѓулен. Мене ми се налути? Не. Сигурна сум, Атакан. Да не пречам, имаш работа, добро? До гледање. Ѓулен, кажи ми што бераш ти тука? Мајка ми ме викна, а тебе гледам Каан те доведе, така? Од каде виде? Не е важно тоа. Ние нели се договоривме додека сум овде да не доаѓаш веќе, нели се договоривме? Мајка ми ме викна Ѓорѓем. Што да ја речам? Речи имам работа. Нема полесен изговор од тоа. Нашиот договор е едноставен. Никогаш нема да бидеме под ист покрив, никогаш. Жената рече дека е важно. Не ме интересира тоа. Јави се, кажи имам важна работа. Инаку ќе си одам. Потоа ќе треба да ја објаснуваш на мајка ми. Мамо, имам важна работа, друг пат ќе разговараме. Предплатникот не е достапен, ве молиме бирайте повторно. До последен здив, срцето ќе ми биде со тебе. Нихан, сакав да го знаеш ова, Енгин. Ало? Повелете, господине. Брза пошта? Да? Имав една пратка. За жал не работиме веќе. Верувајте, за мене е многу важно. Колку и да чини, 5 пати повеќе ќе платам, ве молам. Многу ми исплаши кога се скрши таа вазна. Омилена вазна и беше на мајка ми. Среќа ти што ја презеде одговорноста, па мајка ми не се налути многу. Мајка ти тебе немаше да ти се лути. Деца бевме ете. Разговорот добро оди, но кога ќе ми се отвори? Кој беше? Дојде писмо за госпога Нихан. Во ова време? Нарно нека е. Чекај. Јас ќе го земам.
Добро вечер, Добро сине. вечер, господјо. Ниха носум. Може да се подпишете? Благодарам. Пријатно. Пријатно, сине. Никакве цеден. Кој знае што напишал повторно, кој знае? Сакаш благо? Не, Атакан. Откако дојдовме само јадеме, доста е. И? Што сакаше да разговараш? Се уште не ја започнуваш темата. За тебе и за мене е. Те слушам. Знаеш ли, ти си за мене посебна. И ти си исто за мене. Мислев дека чувствата ни се заемни. Така е. Со години чекам да почнеш оваа тема. Свесна сум дека се срамиш од нашите... Суде душа. Сигурен сум дека ќе ме сватиш. Види. Сушност, јас тебе Да? секогаш, навистина, како никогаш во животот досега, Да? те сакав како сестра. Што? Каква шега е оваа, Атакан? Види, Суде. Заедно пораснавме. Семејство сте ми. Како можам поинако да те гледам? Ти си ми како сладка, мила сестра. Толку те сакам како сестра. Навистина не очекував дека за тоа што го кажав погрешно ќе ме разбереш. Доста! Не сакам ништо повеќе да слушам. Изгледа ти се шегуваш со мене. Се шегуваш ли? Суде, Суде! Суде, чекајте, молам. Остави ме. Остави. Види, не сакам да те повредам. Нема вака, те молам. Престани, Атакан. Нема потреба. Навистина не сакам никој да ме жали, па ни ти. Толку годишен животен сопатник. Со лага ќе го жениш ниха. Како стана ти ваква жена? Господе Боже. Влези. Господе Нихан. Мола, мајше. Го најдов ова во корпата. Не е отворено. Синоќ е пристигнало за вас. Дај да видам. Дај. Може да излезеш. Нихан, ми не достигаш. Знам, многу е досно да се каже ова, но за последен пат морав да го кажам. Брзо, господине, мора да стигнеме, важно е. Не грижете се, господи, ке стигнеме. Рековте дека е во 10 венчавката. Ке возиме по скратен пат. Благодарам, благодарам. Ти посакувам среќа, мила. Благодарам, Сивил. Што побрза на твоја глава, дај Боже. Дај Боже. Со среќа, господин Енкин. Благодарам. Мојата пријателка веќе е ваша одговорност. Мислам дека успеа. Многу си убава. Стигнат на време. Ѓулен, зошто сте тука? Првата венчавка се откажала, нас не зидоа порано. Ај, Господе.
Никој не стигна. Да знаев дека ќе дојдеш, ќе ти јавев.